Добар ден, почитувани, ова е најновата Телма амбуланта. Денешното издание го реализираме во соработка со клиничката болница Аџи Бадем Систина. Старењето не е само прашање на години, туку и на плодност. Денес се почесто слушаме дека репродуктивните граници се поместуваат, но и дека и кај мажите и кај жените доаѓа до рано опаѓање на хормоните и плодноста. Дали навистина можеме да влијаеме на тоа колку долго ќе останеме во репродуктивно здравје, односно ќе бидеме репродуктивно способни, или се е однапред одредено? Што е тоа репродуктивна долговечност? На оваа тема разговараме со магистар доктор Александар Бојаджиев, специјалист по гинекологија и акушерство во клиничката болница Аџи Бадем Систина. Останете на Телма, а поставете прашање во програма. Колку долго сме плодни? За репродуктивната долговечност денеска зборуваме со магистар доктор Александар Бојаджиев, специјалист по гинекологија и акушерство во клиничката болница Аџи Бадем Систина. Докторе, добре дојдовте во Телма амбуланта. Добар ден. Добар ден, добро ве најдов. Секогаш е пријатно да се биде гостин во вашата емисија. Ви благодарам. Денеска ќе зборуваме за една необична тема, ќе опфатиме долговечноста. При тоа ќе разговараме со гинеколог, а не со генетичар, бидејќи акцентот ќе го ставиме на репродуктивната долговечност. Што значува точно тој термин? Репродуктивна долговечност. Што значи тоа? Значи, ќе опфатиме за долговечноста воопшто, заради тоа што е утврдено дека сите оние работи кои што влијаат да бидеме по-млади и по-здрави, делуваат на сите органи, но и на репродуктивните. И на некој начин сме и во тој дел по-млади и по-здрави. Од друга страна, значи, долговечноста е тема не за да живееме 150 или 200 години, туку е тема за по-долго да бидеме витални и здрави. Она што исто така битно, ние знаеме кај 15 годишни деца нема Алцхаймер, деменција, кардиоваскуларни болести и слично. Така да болестите, оние хронични болести доаѓаат со старењето, со староста. Така да, значи, и репродуктивниот систем, проблемите настануваат со старењето. И како заклучок на ова све, првиот органски систем што покажува знаци на старење кај луѓето е репродуктивниот. И токму затоа е нешто што ние гинеколозите, што работиме нели со инвитро, со асистирана репродукција, сме првите кои што се соочуваме со темата на старењето и со тоа дека треба тоа да го премостиме. Инаку, само уште имам кратко да додадам, интересен податок е тоа дека во последниве 200 години луѓето просечно живеат дупло подолго него што живееле, значи сега дупло подолго него што живееле пред 200 години. Тогаш се живеело 40 и нешто години, сега се живее скоро 80. И како што се продолжува животниот век, се смета дека до 2100 година 85 ќе биде просечна возраст. Како што се продолжува животниот век, така и луѓето, предпоставувам, ја одложуваат репродукцијата, а од друга страна, во биологијата на луѓето е да родат, односно да се остварат како родители во нивните 20 години, бидејќи тогаш се најплодни и стапките на плодност се исклучително повисоки отколку тоа што е случај подоцна. Докторе, тоа значи дека точно тврдењето дека кај жените врз основа на состојбата на јајниците може да се процени општото старење на организмот, со која брзина стара целото тело? Па не може толку тоа така да го поедноставиме, али може да се процени и според тоа да се види со каков, да речеме, степен старе телото. Но има голем број на други испитувања кои што можат да ни дадат, така да кажам, некој ориентир, за да знаеме во каква состојба е телото. Знаеме дека главен фактор за старењето е генетиката. Но дали тоа е единствен фактор? Има ли некој што друго? Да речеме, начинот на живот или пак околинските фактори што исто така придонесуваат на процесот на старење? Тоа што сите го знаеме е дека генетиката, и ќе речеме, ете, тоа било пишано или така било предодредено, но постои генетика и епигенетика.
Значи, за поедноставо и за мене многу тешко беше ова све да го разберам. Генетиката е тоа што е нешто што ни е дадено, а епигенетиката е софтвер кој што може со незе да уклучиме или да исклучиме одредени гени со одредени, да речеме, животни навики или животни стилови. Да речеме, ако се храниме или живееме здраво, може да живееме по здраво и да бидеме по-витални. Или може да се спореди со свирење на пијано. Пијанистот нели ги има точно зададените ноти, точно се знае која е композицијата, односно ДНК-то, а како ќе ги отсвири може да биде споро, брзо, престо, легрето и така натаму. Значи сето тоа може да добиеме една убава, квалитетен живот или една неубава мелодија, значи живот полн со хронични болести. Така да епигенетиката има огромно влијание во тоа што ќе го добиеме како резултат. И да се вратам сега на прашањето малце, за да биде појасно вака одскокнав на оваа дефиниција, правени се студии кај еднојајчани близнаци, каде што се долго време следени, значи идентични близнаци, едниот живеел здраво, другиот не. Значи доволно е само сликите да ги видите и нема потреба понатаму да се даде коментар на сето тоа. Така да начинот и стилот на живот и сите оние работи што може да влијаат, дефинитивно влијаат и на продолжување на репродукцијата и на сите оние други механизми што постојат во телото, кои што може да влијаеме со надворешни работи да бидеме подолго витални, да ги одложиме хроничните болести, да бидеме подолго здрави и репродуктивно способни. Докторе, тогаш како се објаснува овој парадокс? Има луѓе кои што живеат прилично нездрав начин на живот, пијат, пушат, хедонисти се и ќе доживеат длабока старост. Од друга страна, има млади луѓе кои што спортуваат, внимаваат на своето здравје, сепак ќе заболат од сериозни болести. Да. Има објаснување и тоа е дефинитивно многу лесно објасниво. Значи, како што спомнав и претходно, имаме генетика и епигенетика. Има луѓе пушат и пијат, а има некои навистина не пушат, не пијат, но не е се еднодимензионално, не е само алкохол и цигари. И ако се тие исклучително важни, има и други работи кои што често не ги перцепираме како штетни, а тоа во прв ред тука ќе го набрам долготрајниот, односно хроничниот стрес. Тоа е нешто што го занемаруваме, бидејќи секојдневно живееме во тоа. Значи, да кажеме, некоја неправда или не сме среќни на работа или имаме некоја токсична врска или голем број други работи, значи доведуваат до тој хроничен стрес при кој што се лачи хормон на стресот кортизол, кој што го намалува имунитетот, тоа води до карциноми, понатаму ги пореметува репродуктивните хормони кортизолот, води до дебелење, води до намалена способност за репродукција. Исто така, самиот тој кортизол го намалува квалитетот и го намалува време траењето на сонот, што е исто така нешто исклучително важно за сите оние работи кои што можат да влијаат на квалитетот на животот. Така да сонот, стресот, а исто така и исхраната, особено процесирана храна и исхрана богата со шеќери, се нешто што подеднакво влијаат како оние работи што ги перцепираме за штетни, но овие не ги перцепираме. Така да тоа е нешто повеќе димензионално, не е само една димензија и кога ќе ги опфатиме сите работи да ги правиме како што треба, тогаш едноставно би имале многу поквалитетен живот од она што ни е генетски зададен. Со што се случува млади парови во 20-тите, во 30-тите години од животот да имаат проблем со зачнување, а од друга страна, без проблем да се реализираат во родителството, некои лица во 5-та деценија од животот, например? Да. Има такви случаи, значи има многу такви случаи
и едноставно е тоа повторно што го кажувам. Значи, некои луѓе живеат здраво и квалитетно, некои едноставно имаат добра генетика, а некои едноставно имаат и добра среќа. Значи, треба сите тие фактори да се поклопат, заради тоа што инаку статистички, ако земаме статистички во 20-тите години, ако ги земаме сите парови како во глобала, имаат неколкукратно поголема шанса за бременост отколку во 30-тите, да не зборуваме за 40-тите години. Така да, дефинитивно е тоа случај. Некои жени влегуваат и менопауза на 30 години, а се смета дека репродуктивната способност опаѓа значително 5 до 10 години пред менопаузата. Значи, не е менопаузата знак до кога некоја жена може да оствари репродуктивен успех, бидејќи некои жени на 55 години, на 60 одат во менопауза. Така да се смета дека и тоа е еден маркер кога може да очекуваме дека жената е репродуктивно способна, но има исклучително многу работи, не е толку едноставна оваа тема. Така, понекогаш и комбинацијата помеѓу партнерите важно? Не понекогаш, секогаш. Значи секогаш, бидејќи еве и кога се соочуваме со неплодност, така да кажеме, дефинитивно е потврдено дека 40% е од страна на мажот, 40% од страна на жената и 20% е од непознати причинители. Но од искуство, а и мислам од научни докази, мислам од искуство повеќе скоро секогаш е заеднички проблем. Некоја субфертилност, значи намалена способност за репродукција кај мажот и намалена способност за репродукција кај жената заедно доведуваат до проблем за забременување. Значи не е како еве ти си крив или тој е крив, туку што обично се прави, се бара вината во еден од партнерите. Секогаш е заеднички допринос за проблемот да се случи, во смисол возрастна е и жената и мажот. Мажот обично скоро сега маживе ретко да се најде маж со добар спермограм, така да дефинитивно тоа е заеднички фактор за проблем. Ајде малку да проговориме из ова. Споменавте и лош спермограм, но јас сепак најнапред ќе направам анализата, ќе појдам од жените со анализата. Колку често се случува кај 30 годишни жени ениците да изгледат како кај 40 годишна, но и обратно? Се случува тоа, значи многу често. Значи на 40 годишна жена може јаниците да изгледаат и како кај 20 годишна, но тука е друг проблемот. Значи кај жените кои што имаат 30 години можат јаниците да бидат со исклучително слаба резерва, но со одредени, така да кажеме, интервенции, не во смисол на хируршки или на некакви комплицирани, него во интервенции во смисол на животни навики, исхрана, суплементи, вежбање, одреден тип на вежбање и слично, можеме да ја повратиме резервата на јаниците, односно да се зголеми. Од друга страна, што е проблемот кај 40 годишните? Да, има повеќе фоликули, јаниците изгледаат многу по-добро од колку кај некоја жена на 30 години, но проблемот е тоа што ќе добиеме голем број на јајни клетки, во кои ја правиме инвитро, тие јајни клетки ќе дадат многу малку квалитетни, генетски квалитетни ембриони. А клучот на нашиот успех е генетски квалитетен ембрион. На 40 години, сега збориме статистички, 80% од ембрионите што би ги добиле се генетски неквалитетни, во колку ги испитаме. А ние ја имаме таа метода за испитување генетско на ембрионите, така да имаме доста богато искуство со тоа све. Па еве ќе ви кажам личен, мислам, пример од пациентка што имаше 41 година, кај која што добив 7 ембриони, кои што сите се испитани и сите 7 ембриони не беа добри. И ниеден не вративме назад. Работата е што воколку ги враќавме тие ембриони, немаше ни да се случи бременост или ќе се случеше бременост што ќе заврши во првите 3 месеци. Со спонтан абортус. Тоа е проблемот со возраста. Значи, дури да имаме совршена резерва, како на 20 години, проблемот е во квалитетот на ембрионите. И зошто е тоа така? Бидејќи жените малку се разликуваат од мажите, за жал, бидејќи во
тие се раѓаат од почетокот со целокупниот број на јајцеклетки за целиот свој живот. Значи, уствари, уште пред да се родат, додека биле фетус, ги имаат сите јајцеклетки што ќе ги имаат. бебе ги има сите јајцеклетки. Ги има сите јајцеклетки до крајот на животот. И тие јајцеклетки стареат, бидејќи жената ги има цело време, особено стареат ако се води неквалитетен живот. Но што и да се прави, сепак тие се подложни на тие процеси на старење. А од друга страна, кај мажите секои 3 месеци се создаваат нови сперматозоиди, но и мажите се подложни, нели, само знаеме дека може кај мажите да се случи бременност и на 70 години, и на 60 години, додека и кај жените е проблемот тоа што ги имаат јајцеклетките за целиот свој живот и заради тоа успехот, значи, е предизвик, тоа сигурно ќе се надмине во иднината, значи медицината сигурно ќе измисли нешто, бидејќи оваа наука е толку, мислам, веќе напредна, што зборуваме и за сите хронични болести, но и за репродукцијата. Се смета дека ќе се надмине менопаузата, дека жените понатаму низ годините ретко ќе влегуваат во процес на менопауза, освен ако тоа нели не го сакаат. Па, кај глувците веќе надминато, значи правени се експерименти, бидејќи глувците живеат пократко од луѓето многу. Значи, на 16-месечен глувчец, што би било во човечки 65 години, се правени одредени, значи, интервенции, така се нарекуваат, но тоа се, да речеме, одредена исхрана, одредени суплементи и тој е вратен повторно да може да биде во фаза на репродукција и да добива менструација. Така да сега тоа останува и кај луѓето, нели, да се примени, но постојат голем број на молекули и одредени животни, така да кажеме, стилови, кои што се испитани кај животните и можат да го продолжат нивниот живот за 30 до 40%. Истите тие молекули се употребуваат и кај луѓето, односно кај паровите, што се во процес на репродукција, односно во процес на инвитро, и е докажано дека има подобри стапки на забременување и подобри стапки на baby take home rate, бидејќи нашата цел не е само позитивен тест за бременност, туку целта да се бременоста до крај, да си имаат бебе дома. Значи тоа е целта. Значи постојат одредени молекули кои што веќе може да влијаат и на репродуктивната долговечност? Да. Тоа е одлично да се слушне. А како кај жената проценувате колкави се резервите на јајцеклетки во јајниците? Значи, резервите најдобро ги проценуваме преку ехо. Значи, ние што се бавиме со тоа, за 2 секунди можеме да знаеме каква е резервата. Мислам, се испитуваат, се разбира и хормоните, но тие што го работиме тоа, кога ќе видиме на ехо, можам да ви кажам и како и ќе бидат хормоните. Така да со ехо се проценува резервата, антимилеријан хормон и останатите хормони сите се испитуваат, за да имаме една комплетна слика. Ајде да проговориме и за мажите. Имаше некои истражувања кои што покажуваат дека денеска мажите во 20-тите па и 30-тите години имаат помалку тестостерон од нивните татковци во подоцнежната возраст. Како ова се објаснува и влијае ли на репродукцијата? Па, со сите овие работи што ги кажавме до сега, дефинитивно дека влијае. Друго истражување покажува, ова е точно, друго истражување покажува дека во последните 50 години просечниот спермограм е за 50% послаб од пред 50 години. Значи, ако и постојано еве тоа што се смета за нормална вредност на спермограмот, цело време се коригира на назад во еве јас од кога знам од кога сум во болница, знам дека над 100 милиони да е нормално, па 60, па над 50, па над 40. Така да она што го над 40? Над 40. Толку е спуштена границата. Да. Така да она што го рачунаме за нормално, цело време го спуштаме на надолу заради тоа што дефинитивно значи има огромен број на фактори кои што влијаат и тестостеронот и сперматозоидите, нивниот број и квалитет да биде намален. Тие фактори сите ги знаеме, али ќе ги наброиме. Тоа се стресот, понатаму бидејќи кортизолот и недостатокот на сон, дури се смета само 5 часа сон на ден,
дека може тестостеронот да го намали за 15%. Понатаму не здравиот начин или седечки начин на живот, така да кажеме, ја зголемува температурата локално во тестисите. Зголемената тежина на луѓето исто така доведува до зголемена температура во тестисите. Исхрана која што е богата со високо преработена храна или со шеќери, го намалува тестостеронот и спермограмот, алкохолот и цигарите, и дрогите, да не зборуваме, сите знаеме. Така да огромен број на работи има кои што се секојдневие што се вика вака тоа што го гледаме и што го објаснуваат зошто спермограмот кај мажите е дупло полош од тоа што бил пред само 50 години. Значи, тоа е многу краток период во историјата на човекот, за да кажеме дека толку драстично се е намалувањето. И тука влегуваат сега, обично почнам од покрупните работи и оние најситни работи, како најситни, не се ситни, но исто така допринесуваат загадување на воздухот, оние микропластика, што е сега исклучително зголемена. Се прават сериозни истражувања на таа тема, бидејќи тие влијат всушност и како естрогени, како женски хормони, кои ќе се внесат во телото. Има и резултати од истражувањата, кои што особено онаа црна пластика што е за транспортна храна, за греана храна и слично, таа е особено штетна, велат, особено штетна, бидејќи од нафта се прави. Така да, мислам, тоа е исклучително штетно да се внесува во телото, но барем она што може да влијаеме, воздухов не може да го смениме, ама многу работи може да направиме. На многу работи може да се влијае, за да со тој начин се продолжи репродуктивната долговечност, така? И животот, односно квалитетниот живот. Значи, не е целта да се продолжи животот, туку квалитетниот живот. Така, тоа е всушност суштината. И сега, за да се продолжи меѓу другото, репродуктивната можност кај одредени парови кои што ја одложуваат бременоста, поради социјални причини, нели, да се реализираат професионално, финансиски да се стабилизираат, да го решат проблемот со домувањето. Што советувате? Дали е паметно да се замрзат репродуктивни клетки? Јајце клетки или сперматозоиди? Ако се веќе парови, тогаш препорачувам да замрзнат ембриони. А тогаш подобро ембрион? Не, секогаш е подобро ембрион, бидејќи јајце клетка кога ќе се замрзне, таа која ќе се одмрзне, веќе добар дел од тие јајце клетки може и да не преживеат. Тоа е само една клетка, фрагилна. А ембрион кога ќе се замрзне, тој преживува 100%, да кажем. Така да, ако веќе се пар, подобро да замрзнат ембрион. Или ако некоја жена веќе решила дека сака да се оствари како мајка, но не сега во иднина, има две опции. Подобрата опција е да замрзне ембрион ако решила со донор, или па да замрзне јајце клетки, но тоа да го направи што порано. Што значи тоа што порано? Кога е вистинскиот момент? Што порано е вистинскиот момент. Но ретко кој размислува порано на таа тема. Во 20-тите години обично тоа не е нешто... Значи, вака, порано би значило 30 години. Значи, на 30 години да се замрзнат јајце клетки, максимум на 35. Зошто е така? Затоа што до 35 години ќе треба да замрзнат, за да имаат 70% успех, ќе треба да замрзнат некои 20 јајце клетки. Потоа, докај 37-8 години ќе треба да замрзнат 30 јајце клетки, а до 40 години, мислам 60, што е невозможно, колку и стимулации да се прават и слично, така да што е помлада жената, ќе треба помалку јајце клетки да замрзне за да дојде до успех. Не е само да ги замрзне колку да е лесно психички, туку ако сака да дојде до успех, ќе мора да биде тоа што порано за да биде успешно. Ќе ги вклучиме гледачите. Доколку имаат прашања, да го постават. Почитувани, од тој момент телефонските линии се отворени. Добре дојдени се вашите размислувања на оваа тема. А што е со мажите? Дали кај нив советувате да се замрзне семен материјал, или пак не, бидејќи споменавте дека на секои 3 месеци се обновува? Па, замрзнуваме семен материјал, особено кај мажите кои што, да речеме, имаат семином или некоја болест, или... Ако примаат хемотерапија, ако например. Ако примаат хемотерапија обавезно, или ако се утврди дека спермограмот е слаб.
тогаш обавезно се замрзнува и во повеќе наврати, така да тоа дефинитивно е како препорака, но прва препорака е да направат спермограм, да се види кај се. Значи, ако е тој одличен и ако живее здраво, квалитетно, се храни добро, тогаш Нема потреба за тоа. па нема потреба. Но доколку е слаб, а слаб е се што е под Па 40? има повеќе параметри, значи не е само бројката, туку подвижноста се гледа морфолошки, дали има неправилни форми, без глава, без опаш или слично, колку е нивниот процент. Значи повеќе параметри се подвижноста, нели, и сите тие работи заедно кога ќе се види, се знае отприлика каква е состојбата. Со промената на животниот стил, успеете да добиете подобар спермограм кај мажите? Дефинитивно. Дефинитивно. Колку време обично време препорачувам. им е потребно за тоа? Најмалку 3 месеци или понекогаш и година дена? 3 месеци за да се видат првите ефекти. Ако некој зема суплементи 2 недели, ништо нема да се види. Затоа што 3 месеци трае процесот на создавање на нови сперматозоиди. Дали на време се јавуваат паровите кои што се соочени со некакви предизвици во зачнувањето? Па, некои се јавуваат пред време, некои се јавуваат 10 години после правото време. Нема правило, секој се јавува различно, али ова од искуство можам да кажам дека секој што решил да дојде до бебе, ќе дојде, ако е упорен. А што е со периодот од како жената ќе влезе во 40-тите години од животот? Дали тогаш е неопходно да се користи јајце клетка од донор или не? Па, ако сакаме да дојдеме до успех, дефинитивно 10 пати е поголема шансата на тој начин во тие години со донорска јајце клетка да се дојде до успех, збориме да се дојде до бебе. Некаде на 44 годишна возраст со така да кажеме сопствени јајце клетки е само 2-3% реално шансата на успех од инвитро, а со донирани јајце клетки е 40-50%. Дали тоа значи дека жената што е влезена во менопауза на ваков начин може да се реализира Па највозрастната еве пациентка ја што сум имал што останала бремена со донирани јајце клетки беше 58 години. Мислам, ова не е за пример да го кажеме или дека така треба, него сакам да кажам дека нема ограничување. Има и повозрастни што нели останале со донирани јајце клетки, но нема ограничување на возраста и во нашата држава нема ограничување и законски. Да, кај нас нема, во и другите затоа земји во другите има земји граници. има и треба да има, бидејќи не е логично сега на 60 години нели да мислам се прави бременост. Телото не е концепирано за на таа возраст нели да носи бременост, но како и да е, законски е така дозволено во нашата држава и голем број на пациенти од странство доаѓаат поради таа можност. Ќе ги вклучиме гледачите, да ги слушнеме нивните прашања. Добар ден. Ало, добар ден. Во програма сте, повелете. Ве молам инфо во однос на суплементација кај мажи и жени. Така, што би можело да помогне за подобрување на плодноста, така? Да, 44 години жената, 50 мажите. Ви благодарам за вклучувањето во програма. На ова возраст што советувате, доктор? Не на оваа возраст. И воопшто за сите, за секоја? За секоја возраст, што порано се почне, тоа подобро. Така. Значи, се бидејќи сум веќе 17 години гинеколог и некои повеќе од 5 години во доменот на инвитрото, значи од морето на информации кои што сега се некои и не толку точни, не толку проверени, ќе се обидам да издвојам она што е научно докажано и најизводливо за луѓето да го употребуваат. Значи, нема само да набројам суплементи, бидејќи не се, мислам се брзи рецепти на телевизија за секого, али ќе ги кажам и тие што се најпрепорачаните. Али вака ќе кажам некои 5, 6, 7 работи што треба да речеме некој пар и истите важат и за мажот и за жената да ги прават, за да ги активираат оние гени на долговечноста што се точно одредени, значи откриени, бидејќи човечкиот геном е 100% откриен, односно декодиран
и се знаат кои се тие гени на долговечноста што ги враќаат процесите на старењето, односно што ги успоруваат, стопираат, па дури можат и часовникот да го вратат назад. И во тие 6 точки, како најдобар суплемент, еве така да кажеме, би го вброил вежбањето за двата партнери. Значи не е било кое вежбање, не е некои стоштувачки маратони и слично, туку вежбање кое што го качува VO2 max, тоа е кардиореспираторниот капацитет на телото. Значи понатаму Какви се тие вежби, може накратко? тоа се Кардиовежби? норвешки 4 со 4 минути интервали вежбање, каде што ја качувате срцевата фреквенција до 80% од максималниот капацитет, тој се рачуна 220 минус годините, тоа е максималниот капацитет, и после тоа вежбате споро за да се врати срцевата фреквенција нормално, пак 4 минути така. Тоа се смета наизменично, да. 4 пати. Тоа е нешто е докажано дека значително влијае на овие гени. Вежбањето, на второ место да не пуши, да не пушат, да не пијат, на трето место исхраната, кажавме медитеранска исхрана и испитана кај паровите што се во процес на инвитро, дека во колку 6 месеци пред инвитрото се на медитеранска диета, значително подобар успех има на инвитро циклусите. Во медитеранската диета ги има сите оние состојки полифеноли, значи еве диви боровинки, расвератрол, сето она што е докажано од суплементи дека може да влијае на тие гени, да ја продолжи долговечноста и репродуктивната долговечност, ја има во таа диета. Тоа е на 4-то место, сонот и стресот, еве ќе ги ставам на 5-то место, и 6-то место нема да ви се верува што е, али е чудно и научно докажано дека human bond, значи поврзаноста, блискоста на партнерите го продолжува животот. Луѓето подолго живееле кои што имале meaningful врска, не некоја токсична збориме. Подолго им бил животот, тие што имале таква врска, дури викаат ако немаш таква врска, подобро да имаш миленич. И сега на крај до ова све, бидејќи овие се поважните работи, а сега ќе кажам и за суплементите, за двата партнери, она што е подокажано, коензим Q10 високи дози, 400 до 600 мг, омега-3 масни киселини во вид на течност, значи негде околу 1000 до 2000 на ден. Понатаму, кај жените со послаба резерва, или жените над 38-40 години, микронизиран ДХЕА 50 до 90 микрограми, и витамин Д, ако е дефицитарен, а во нашава популација за чудо е дефицитарен, и мислам дека во глобала тие се оние суплементи кои што се најдокажани дека можат да помогнат. Има огромен број на суплементи, но суштината е во општиот здрав начин на живот. Така, повеќе фактори кои што ги набројавте да се вклопат. Така е. Уште еден гледач ќе вклучиме. Добар ден. Ќе отстапиме простор за уште еден гледач. Добар ден, во програма сте, повелете. Добар ден. Добар ден. Поздрав до водителката и докторот. Ви благодарам. Ве молам, само покасно се вклучи име и презиме на докторот и каде работи. Така. Ви благодарам за вклучувањето. Денешен гостин е доктор Александар Бојаджиев, специјалист по гинекологија и акушерство во Аџи Бадем Систина. Докторе, ние тогаш продолжуваме понатаму. Што би им препорачале на оние кои што се веќе во процес на инвитро, за да имаат успешен процес, значи успешен исход, сето тоа да заврши со бременост која што ќе биде изнесена до крајот. Што е со оној притисок што го чувствуваат постојано? Дали ќе се реализира бременоста или не? Може ли тоа да влијае на успешноста на процесот? Да, стресот е истражен во процесот на инвитро циклусите дека влијае, и општо стресот, како што кажавме и претходно, но она што е најважно, мислам дека го спомнавме и претходно, за да се дојде до бременост и успешна бременост и бебе, е генетски квалитетен ембрион. Но може и уште поважно да имаат упорност и верба. Значи,
не сум видел некој што одел до крај на овој или на оној начин да не дојде до бебе. Значи, збориме дали со донирана јајцеклетка или со своја, секој што имал упорност и истреност и верба, дошол до бебе. Сега, кога збориме за генетски квалитетен ембрион, кажавме дека тоа е исклучително ретко како што се зголемуваат годините. Од друга страна, значи, овој процес изгледа многу просто и едноставно на зачнување, инаку се смета дека најкомплицираниот процес што се одвива во човековото тело. Кога ќе дојде ембрионот, ова како еден, така да кажем, интересна приказна, кога ќе дојде, не приказна, туку научен факт, кога ќе дојде ембрионот во телото во матката, тој комуницира со нејзе преку одредени молекули, преку одредени сигнали. И фактички ембрионите што се генетски здрави, односно генетски квалитетни, е докажано дека испраќаат вистински молекули или сигнали за матката нив да ги прифати, а генетски неквалитетните обратно испраќаат, така да кажеме, погрешни сигнали и скоро секогаш не се имплантираат во матката. И така докажано е дека генетски здравите ембриони побудуваат имунолошка толеранција кај матката, бидејќи ембрионот е страдно тело за матката, таа се брани од страните тела, односно со имунитетот се бори против бактерии, вируси и така натаму, а ембрионот ја нема истата генетика, така да побудува имунолошка толеранција. И исто така се на последниот конгрес на ИШР во Париз е докажано дека ако трансферираме 3 пати едно по друго генетски здрав ембрион, значи ќе дојдеме до 95% успешна бременост. Значи 95% скоро, значи 100%. Значи не во некои мали процедури, скапи лекови или слично, него клучот на успехот е во генетски здравиот ембрион. Првиот обид негде 70% успешност, после 80 и нешто, значи кумулативно 95% 3 пати ако се трансферира генетски здрав ембрион. Сега проблемот е да дојдеме до генетски здрав ембрион. Инаку и генетски абнормален ембрион може да се имплантира и како што кажавме, тие ембриони најчесто завршуваат како спонтанни абортиси, кои што знаеме дека нивната стапка значително расте со возраста на жената, да речеме на 30 години се негде 20%. Така можеме тука да го видиме и телопот кој што се однесува на поврзаноста на возраста на жената и успешноста од инвитро оплодувањето. Значи, можете да ги искоментирате бројките. Се надевам дека наскоро ќе го видиме и телопот, за да можеме да го искоментираме. Така, поврзаноста на возраста на жената и успешноста на инвитро фертилизацијата. Да, тоа е се она што го зборуваме, така? Дека стапката на успех зависи од возраста, но ова не е за да ги обесхрабриме жените, туку да ги насочиме во правилна насока за да дојдат до бременост. Значи, ако некоја жена дојде на 45 години, да не губи време и пари со собствени јајцеклетки, значи она ќе остане трудна со донирана јајцеклетка, огромна е веројатноста. Така да и да не губат време. Значи да бидат посвесни, бидејќи времето е доста клучен фактор и да водат здрав живот, односно се она што го кажавме претходно. Така имаме уште еден телоп кој што се однесува на возраста на мајката и ризикот од спонтан абортус. Можеме да го видиме и тој телоп, ќе го поберам. За ова пред малку всушност зборувавме. Црвената линија е возраста на мајката и ризикот од спонтан абортус, или овдека десно може да се види дека на 40 години е 50% ризикот за спонтан абортус, а над 45 години е 95%, но и на 30 години не е реткост да се случи спонтан абортус, негде 15% е веројатноста за тоа. И тоа е едноставно контрола на квалитет или природна селекција. Тоа што е добро формирано и развиено продолжува да расте, односно да се развива фетусот, а она што не е квалитетно, односно абнормален плод или генетски не е здраво, се прави природна селекција и не продолжува бременост. Значи, некои што имаат чести спонтани абортуси, всушност треба да направат една генетска консултација, бидејќи можеби се работи за абнормален генетски материјал на ембрионот? Така, да. Значи, едно генетско советување не е на одмет. Па, генетско советување, ако е, да речеме, се повозрасни,
тогаш отприлика е јасно зошто се случува. Не дека некој од нив носи наследна генетика и за тоа се случило. Туку заради тоа што со возраста поголем е бројот на јајцеклетките, но и сперматозоидите кои што имаат некоја грешка. И кога ќе се создаде таква бременост, се случува спонтан абортус. А како да се зголеми успешноста кај пациентки кои се повозрасни? Можеме и тој лоб да го искоментираме. Значи, успешноста кај повозрастните пациентки? Не, ова покажува стапката на раѓање на првото бебе во Европа, просечната возраст на кој што жените го родиле првото бебе. Значи, тука негде 80-тите години жените во Европа првото бебе го раѓале на 26 години, а сега го раѓаат на над 30-31 година. Границите тоа покажува, се возрастни многу поместени. Значи, значително поместување на возраста на раѓање на првото бебе и затоа доаѓаат сите овие проблеми кои што мора да ги решаваме. А и еве како да се зголеми успешноста кај повозрастните пациентки со сето ова што го наброевте пред малку? Па со сите овие работи, односно со подобрување на општото здравје, со сите овие работи и со тоа што да бидеме фокусирани на генетски здрав ембрион. Значи, особено кај повозрастните пациентки, да добиеме генетски здрав ембрион и таков ембрион да направиме трансфер. Обично на која возраст се паровите кои што доаѓаат и кои што имаат потреба од ваков тип на асистирана репродукција? Па нема навистина нема правило. Мислам, не можам точно да ви кажам, но на секоја возраст има парови кои што доаѓаат и на 20 години, некои што имаат некој органски проблем или слично, а доаѓаат и парови на 50-60 години. И ова е, еве, последниот телоп, сега гледам дека го пуштат, бројот на живородени деца во Македонија, што за мене е навистина нешто загрижувачко. 94 година 31.000 значи, родени бебиња, а сега во 2024 16.000. Така да можеме да видиме дека на графиконот има страшен пат. Па графиконот е загрижувачки, али вака е секаде во Европа. Мислам, не е нешто дека ние сме изолиран случај, за жал тоа е нешто што ова модерно време ни го носи. Токму и затоа и треба да се размислува и да се зборува на тема за репродуктивната можност и за репродуктивната долговечност, меѓу другото. Сега, жените кои што се вклучени во процесот на инвитро, примаат доста хормони. Тие велат дека исцрпуваат резервата на јајцеклетки во јајниците. Дали тоа доведува до нивно побрзо старење, до старење на јајниците? Па, видете... И побрз влез во менопауза? Може да има влијание, но сега има жени кои што еднаш ќе отидат или два пати на инвитро, а има жени што били 16 или 20 инвитро имаат направено во својот живот. Се разбира дека не е физиолошки, односно природно, високи дози на хормони за телото и тоа да се повторува во недоглед голем број на пати. Така да, за оние жени кои што се повозрасни, секако дека постојат типови на стимулации, бидејќи кај нив секако не се очекува да се добијат голем број на јајцеклетки, односно ако има само 2 фоликули, нема потреба од стимулација воопшто. Подобро да пратиме природен циклус, без стимулација и само кога телото нормално ќе си создаде овулација, односно јајцеклетка која што треба да ја собереме, без никакви лекови и стимулации да дојдеме до ембрион. Така да, значи, сепак не би рекол дека тоа е нешто толку страшно или дека толку нешто може да го остари телото, колку што сите овие други работи кои што ги кажав, што ги наброев, имаат влијание. Кои што довеле всушност. Кои што, значи, генетиката и епигенетиката, односно сите оние работи кои што ние може да ги примениме, кои што може да влијаеме и може да си го и да го продолжиме и репродуктивниот и виталноста на животот. Докторе, јас ви благодарам многу за вашето денешно гостување во Телма амбуланта. Денес го обработивме на вистина една несекојдневна и интересна тема, која што верувам дека има од корист на гледачите. За репродуктивното здравје и за репродуктивните можности треба да се размислува. Не е нешто што треба да се стави во втор план и да се остави за подоцна, многу подоцна во животот. Така е, тоа беше и целта на нашата емисија, да поттикнеме размислување
и да им дадеме надеж и кураж да што побрзо се остварат како родители. Ви благодарам уште еднаш. Ким се заблагодарам и на гледачите што и денеска беа заедно со нас и што ја следеа Телма амбуланта. Очитувани се гледаме секој работен ден во редовниот термин на емисијата 12 часот и 50 минути секако на телевизија Телма. Ви посакувам пријатен ден. Thank you.